Здраве народе и добре дојдовте на местото на кое ќе ги слушнете и да знаете сите оние работи кои од секогаш сте сакале да ги знаете, а не сте имале каде да ги прочитате, каде да ги видите, каде да ги слушнете, или ако барем сте ги сретнале некаде, не сте сигурни дали е тоа така или не е така. Впрочем, на ниту едно друго место нема да најдете и да дознаете ништо слично како во ништо лично. Денес имаме една гостинка која е мощна, актуелна и популарна, особено во последно време. Манекенка, мисица, топ модел, пеачка и уште многу други нешта. Стана позната во јавноста не само по своите настапи, веројатно и по својата професија, туку и по бурата заради бракот со пеачот со X Factor кој за жал неславно заврши, но затоа незината слава со XXL чекори и самата кон неа. Дами и господа, особено чест и задоволство да представам Кристина Димитриевска. Преубава најава, ти благодарам и мило ми е што сум ева гостин во твојата емисија. Добре дојде и добре те најдовме, што се вели. Добро. Споменав 3-4-5 професии. Која ти е најдрага? Па некако се што правам во животот се правам со љубов и не би да извем. Се што сум правела сум сакала, но еве сега моментално оваа работа како артист ми е нешто во кое што моментално се вложувам целата себе си. Така. Почна како манекенка и мисица, имаше дури некакви па и меѓународни успеси, така ли му доаѓа? Така, да. Меѓутоа музиката некако преовладува. И предпоставувам ова последно нешто со кое планираш да се занимаваш на подолги стази отколку она што беше претходно. За инат нечи или за своја сатисфакција? Па јас цитирам инат на своето огледало, секогаш сакам да направам плюс и да напредувам и се такмичам со самата себе, бидејќи кога се такмичиш со некој друг, ти стагнираш бидејќи не се пратиш себе си својата работа. Да, ова е професија во која што долго ќе бидам. Во претходните некако си го достигнав својот максимум, направив се што сакам и сега додека не го направам во оваа професија, нема да застанам. Иако ни според физикусот, ни според, не знам, сите други атрибути, не може да се каже дека си мисица за пензија. Напротив, можеш рамо до рамо да застанеш со овие новиве кои доаѓаат. Посакуваш ли понекогаш да се вратиш на модната писта или сега инфлуенсерството, како тоа се вели, и моделингот се поатрактивни, а и подоходовни, веројатно? Па, знаеш како велат, еднаш мисица, цел живот мисица. Така. Но не ми недостига, бидејќи од моите 15 години сум на модните писти и ете сме донеле и, да кажам, титули кои што се од пошироко, не само од Македонија. И некако сум се исполнила со тоа што сакам во таа професија и некако таа етапа која што е завршена и за мене сега останува на помладите. Така. Предпоставувам дека моделингот и рекламирањето пред се носат некакви приходи. Што заработуваш во моментот повеќе, од музика или од моделинг? Па искрено од двете. Од двете заработувам, но повеќе од музика, бидејќи повеќе сум посветена на музиката и нормално на тоа што повеќе се посветуваш, од тоа имаш поголем приход. Знам да изберам ете и по некое сликање и рекламирање, но навистина бирам бидејќи немам толку време и не можам се да прифаќам и поради тоа. Но зошто да не, мислам, секој денес дури слика тие кои што не се бавеле со моделинг, така да јас имам некако CV за тоа. Опа, ми се допаѓа дека сме самокритични. Позитивно. Добро, така, кога се критиките во прашање, јавноста во почетокот не беше превоодушевена од твоите вокални способности, за разлика од тоа што им падна вилицата од твоето, како се вели, од твојот физички изглед. И сега кога ставиш едното и другото на кантар, сметаш ли дека поседуваш доволно квалитет за она што е послава страна, да барем се вклопи во оваа посилната? Или се работили на случајот, на надградба некаква, на нешто што треба да го едното стигне другото, како тоа доаѓа веќе? Па пред се поздрав до мојата професорка Наташа Миха, која е со мене постојано. Имаме екипа нормално и ние нонстоп напредуваме и нормално и часови за пење и се Наташа е како конкуренција, позната пејачка, рок пејачка. Да, и она е тетовчанка. Така е, добро.
и навистина многу ја сакам и многу ми помогна. Што се однесува до вокални способности, ако не постоеле, никој не би имал екипа и не би правеле кариера. Не сум навистина луда да правам нешто ако не сметам дека во тоа можам да. Ако бар во подтуш не знам да пеам, така се вели. Да. Добро. Велиш го надградуваш гласот, часови. Така. До кај сме? До ниво на? Па до кај сме? На одличен пат сме. До Марија Калос нема да стигнеме, добро. До Монсерат Кабалја, ама барем до некое ниво до кое претпоставувам дека и публиката ќе биде задоволна кога во живо ќе те слуша. Па да, мојата екипа навистина е задоволна колку брзо напредувам во се, колку брзо учам, но јас сум таква, многу сум амбициозна и некако нема ден слободен. За мене секогаш правам плюс и мислам дека само тоа е патот до успехот. Работа, она како велат, 1% талент, 90% работа. Така е, талентот без работа е ништо, како што би рекол Кристијано Роналдо. Она другото е мајка природа. Така е. Па сега, некој се родил со вокални способности, работи на изгледот. Некој се родил со изглед, работи на вокалот. Работат ли, како се вели, овие пластичните хирурзи или поработеа ли на твојот изглед? Па не, некако кога сакам нешто да направам, некоја промена, секогаш ми кажат, ај немој, остави така, бидејќи имаш нешто посебно, уникатно, нема потреба да личиш на другите. Немој да го расипуваат. Да. Не да ја во сечи раци да го расипи. Баш ништо нема. Ни усни, ни нос, ни гради, ни... Не, градите се мои, а што се однесува до хиалурон... И моите се мои, ама не се такви. А што се однесува до хиалурон, да, понекогаш етаво, например, за устните, но некои операции, како ставање страно тело во себе си, се уште не, мислам дека нема потреба, но еден ден ако решам, зошто да не? Гледајќи вака нема потреба, ама знаеш, од текот на времето може да се јави. Иако мајка природа си е мајка природа. Па јас преферирам да го одржуваш тоа што го имаш. Значи, да го одржуваш тоа што е убавото, така секогаш велам, и секој треба да се одржува, реално. Јас се обидувам, а не ми оди добро така како тебе што ти оди. Добро, вие мажите сте секако убави. Thank you very much, ќе падна му столче од комплиментот, за да не падна му столче, да те прашам, добиваш и претпоставам дека добиваш многу комплименти, има ли, како се вели сега кога си слободна дама, додворувачи се зголеми? Кој кажа дека сум слободна? Јавно барем. Па има, да, секојаш имало, но јас секојаш кажувам, ако некој сака да ме добие, треба да е недостижен, не да ми се качува на глава. Така ли е? Да. Има ли недостижни? Па нема, затоа сум сам. Ви се рекал контрадикторно едно време. Во еден момент велиш кој вели дека нема, а сега вели кој вели дека има. Добро, ќе го ставиме за дилема или? Така? Па не, да има некој што е таков, веројатно би бил сега со мене. Но добро сега. Има ли гест, комплимент, вербален или гест некаков кој те, како се вели, извадил од штикли, кој те паднал на задник, кој остел со подотворена уста? Па нема до сега. Сигурно? Сигурно. Јас мислам дека си подзаборавила дека е така. Сакаш да те подсетам на една ситуација, на една историја? Ајде, еве, ќе замам мрежијата да го погледнеме ова парче, па да видиме дали имало или немало. Кристина Димитриевска раскажа каква чудна и необична случај се случила годинава токму на денот на жената 8 март. Имено атрактивната тетовчанка, додека возела со својот автомобил среде бел ден по прометните улици, друг автомобил почнал паралелно да вози со неа и да дава знак да застане, односно да го отвори прозорецот. Возачот зад управувачот и бил тотално непознат, па убавицата најпрвин се распалметила да не се работи за некаков маниакален тип, но сепак собрала храброст да прикочи и да го отвори прозорецот за да праша каде е проблемот. Кога видела дека момчето сака нешто да ја каже, се уплашила дека можеби нешто не е во ред со незиниот автомобил и малку понатаму застанала, но не излегла од него. Тогаш другото возило се паркирало покрај незиното, а момчето, обсипувајќи ја со дузина комплименти, од совозачкото седиште земало букет цвеќе и го подарило за празникот на Кристина, која вели дека не го познава, но сепак е воодушевена од гестот на младичот. Дали средбата била случајна, а цвеќето наменето за некоја друга, па судбината сакала да заврши во нејзини раце?
Или пак можеби средбата била долго планирана и подготвувана, а момчето ја стедело убавицата, чекајќи го најпогодниот момент некако да и приде, да ја запознае и подари букет, па макар и преку прозорецот од автомобилот. Одговорот го има романтичниот анонимус кој најпрви ни ја распаметил, а потоа воодушевил атрактивната тефтовчанка токму за денот на жената. Кристина пак целата случка ја раскажа на своите инстаграм приказни, велејќи дека и досега добила цвеќе пред врата или некои други ситни подароци од непознати обожаватели, но на овој ден и на ваков начин не. При тој јавно му се заблагодари на шармантниот анонимен романтик, што и го разубавил денот, испреќајќи му бакнежи преку своите инстаграм приказни. Така Цела беше? ноќ ми будат спомени. Ја памети случката? Да, мило ми е што еве ме демантираш и што пратиш мојата работа. Да, Скопје тоа ли се навистина. случи или Да, во во Тетово? Скопје се случи, баш сега еве се смеев бидејќи ме присети на тоа, го имам заборавена. Тоа беше стварно нешто што не го очекував, онака свиреше, мислев дека нешто ми е на гумата, да. На кога го извади тој кога даваше комплименти, стварно мислам ми беше онака, тоа е на пример некој гест што може би така да ме придобие на некој начин, бидејќи тоа е скромно е цвеќе, некако и гестот и Барем го упознали. па не. Не. Па не можев на партизанска. Собрекајка ќе се десиш. Телефони, ово, SMS. Не може тоа така лесно. Не оди тоа така? Не. Добро. Осем убавите моменти, овие кои те следат, има и моменти кои, иако и овој те распаметил, ама за среќа завршил така како што заврши со хепи енд, што би рекле. Паметам едно време дека се пишуваше дека Кристина Димитриевска ја следи манијак или пишува, не знам, вакви и такви пораки. И тоа не машко, туку женско, така ли беше? Да, така беше. И? Па тоа траеше 6 месеци, некоја агонија беше од таа девојка која што Компулсивно, обсесивно. апсолутно со диагноза, но тоа се спречи бидејќи свати дека ја снимам ништо со нејзиното момче и тоа се заврши. Мора било прашање. Да. И се заврши тоа и сега ми е мило што и секогаш се дистанцирам од такви ситуации, но просто тоа беше навистина онака. А меѓу нас имаше нешто со нејзиното момче? Како? Имаше нешто? Не, немаше. Не, јас дури се јавив и кажав ако јас сум со него, јас ќе ти се јавам и ќе ти кажам со него сум, па ти ако сакаш уби се, буквално вака и кажав. Но нема навистина ништо, пробав да сум и културна, пробав и... Познаш човекот, така? Да. Но се заврши тоа кога свати дека нема врска со мене. Добро, кога сме кај момчињата, нема да навлегуваме, остави дилема сама или не. Како и да е кариерата сега тераш на овој начин на која тераш со DJ Bono, подготвуваш и своји песни, почнавте да правите своји песни. Маквест ти беше искуство кое предпоставувам прв пат си на некој таков фестивал, особено. Маквест додуше ги нема многу кај нас, ама генерално какви ти се впечатоците, што значи да си на таа сцена и што тебе ти донесе како искуство и како фестивал воопшто? Кога добив покана за на тој фестивал, одма кажав да сакам. И некако цела екипа се мислевме дали е сега вистински момент или ја реков да сега е вистински момент. И да не сме Кристина Димитриевска ти дека сте Гргов да одма сакам. И сега е вистински момент. Така, со мене нема погрешен момент. Со тебе сена да. Добро. Добро, сега на страна кога ме покани, ја прифатив и се мислеме со екипата, не реков да вистински момент и да нешто не ни е спремно, ние ќе го спремиме. Многу на брзина се случи песната Салса и Бона работеше на песната. И беше интересно, навистина. Да, и сите го пратеа баш настапот и имавме малку време да се спремиме, но направив се што можам и многу ми е мило што организаторите ми кажа ти благодарам што ни го врати во ваков сјај Макфест, бидејќи трае 37 години е традиционален, а јас со мојата кариера во музиката. Да, беше малку подзараѓен, сега и е помодерен и со песните. Да. А визуелно не сакам ни да коментирам, ќе прокоментираме можеби малку подоцна низ видео прилозите, како и да е генерално имаше костим за вау и останаа сите подзинати, кои, ајде да речам, прилично многу открива. Не е вака малку по... Па да, ма се укрива тоа што треба.
ми се допаѓа дека е така, некому не му се допаѓа. Ама Па мислам нема таква особа, ама мислам дека поише не им се допаѓа што не може тоа да го имаат отколку да не им се допаѓа визуелно. Но ајде, ќе оставиме да доминира. Морни отколку машките што беа шокирани од изгледот. Па морам да признавам дека многу жени ме следат и следат како се облекувам. И често знаат да ми кажат еј таа ти скопира, еј таа направи, но ја не го сваќам тоа како копирање, него мене ми е мило што идејата ја чекаат на мене за многу работи и што ета посмелиот изглед некако го донесов јас тука и прво го плукаат ета. Сад ми форе краду. Добро. Некој вели ги крадете од српските старлети форите, ама ја не би се согласил. Па сега Последот на Рио повеќе подсетуваше на, на бразилските карневали, да речеме. Па поише ги следам, да кажам, светските звезди, Джейло и комшиските, така. Да, пошто ние сме тука блиску и дури некој сличен фустан да имаме, некако медиумите знаат да го испратат и да не е случајно и да е случајно, не мислат дека е намерно. Така да поише ми е некако светската сцена за утфити кога е на пример фестивал или некој посебно појавување, навистина треба да се потрудиш бидејќи дојде време каде што шоуто е многу побитно од некои други работи. Така. Добро, светската сцена и треба да се следи, а комшиската заради дружба ја следиш, претпоставувам, или? Не знам на што мислиш. Може да ти покажам на што мислам? Да, може. Ајде да видиме на што мислам. Јас кога Кристина се смее така под мустач, што би рекле, а вели дека не знае на што мислам. Српскиот пеач Саша Ковачевиќ, кој е многу популарен особено кај женската популација, која е и неговата најмногубројна публика, има мноштво настапи во регионов. Неколку само оваа година имаше и во Македонија, меѓу кои и оној на 27 август во Лешок. Овој пат големата музичка звезда сцената ја подели со некого со кого многу добро се познава и се блиски пријатели. Имено, македонската мисица, модел и пеачка Кристина Димитриевска, која патем има и потекло од овој крај, заедно со низиниот верен придружник DJ Боно, беше онаа која ја загреа публиката пред настапот на Ковачевиќ. Случајно или намерно, овој пат патиштата на српскиот заводник и македонската убавица не само приватно, туку и професионално им се вкрстија. Впрочем, Кристина и Саша не се знаат од вчера, туку се стари пријатели. Па затоа мисицата не остави ништо на случајноста, особено во ваква единствена прилика кога со него имаше ретка можност да ја дели бината. Патем, Кристина не пропушти ниту еден од неговите настапи низ Македонија. Па така, од Охрид, преку Прилеп, па се до Скопје. Таа е таму некаде блиску до него во публиката, секаде каде што српската звезда настапува. Фотографиите од пред 2-3 години, они од лани, па и овие најсвежите се повеќе од доказ дека Кристина и Саша се на образ до образ. Впрочем, на Ковачевиќ му се слабост разведените мисици, што го докажува со својата неколкугодишна врска со неговата актуелна девојка Зорана Тасовац, некогашна српска мисица и бивша сопруга на доскорешното момче на Цеца, со кого таа има и керкичка. На Кристина пак слаба точка и се познатите пеачи, што е своевиден доказ пропаднатиот брак со Даниел Кајмаковски, како и дружбата со белградскиот заводник Саша Ковачевиќ. Што значи дека сите можни предуслови се идеално исполнети освен доказот дека се повеќе од само пријатели. Тоа дали Кристина Димитриевска и Саша Ковачевиќ се и приватно блиски, ама на пристојна дистанца, или сепак меѓу нив постои некаква скриена тајна романса, засега само некој од нив двајца може да негира или потврди. Фотографиите на профилите на социјалните мрежи само ја интригираат и скокоткаат јавноста, ама сепак зајакот лежи во доказите од стварноста, која, кај да е, бргу ќе потврди дали каде што има чад, има ли и оган. И сега зајакот каде лежиш во доказите? Да го слушнеме доказот. Зајакот во планина лежи.
Добро, под планина и Тетово. Но еве, има навистина убави слики, мило ми е што те ги видов долги години наназад се. Еве сега на 12-ти овој викенд ќе има и нови слики. Знам дека ќе има и нови слики, него за зајакот не кажавме. Инаку, навистина вака личиме, баш со кога сме плави, баш личиме со сата. Величи, и по физикус, и по сензибилитет, и по вкусови видов исто. По 1001 работа, ама за зајакот не кажавме. Приватно блиски на пристојна дистанца, ќе останеме на тоа? Така, на пристојна, да. На пристојна дистанца сме, да. Пријатели сме и навистина многу го сакам и е посебна личност за мене во животот, Саша. Во што тоа посебно? Па се нешто може и за мене да остане. Добро, нека остане нешто и за тебе, нека виде. Ти помага ли во некој совет, ајде, ако не, пошто? Да, на музички план навистина ми помага и многу се советувам со него, бидејќи неговата кариера е пример, мислам, за сите што сакаат да направат нека поголема кариера и навистина ми помага и е за се тука. Добро. Знам што те скокот, каза се тука. Не, апсолутно. Ќе видам овој следниот викенд како доаѓа. Односно викендот што поминал, така ќе му дојде според денешниот ден кога се емитува емисијата. Харно, ама добро, тоа ќе оставиме за второ полувреме, така? Да, секако мора да има материјал секогаш. Секогаш да има материјал. Добро, кога сме кај материјалот, секогаш атрактивно, добро изгледаш, фантастично, не само мајка природа, ама и овој мајсторот што ги шие костимите. Сама ги бираш или имаш некој што го прави тоа за тебе или Па имам неколку... Која ти е шнајдерката, што би рекле по-старо? Па искрено, се што е смислено од мојата фантазија, секој што го кажувам, имам некој, да кажам, кој што соработувам, како Изилеја, како Ерем, многу што сме, да кажам, постојано. Да, а за поголемите настани, ова е за секојдневно, кој се секојаш поред мене, е Златко Јовановски. Ако не те облекол за овде, значи ова не е голем настан, не знам како да го сватам. Па за нас Саша ќе ме облече. Добро е. Уствари не е битно кој те облака, туку кој те се облака. Апсолутно, тоа секогаш сум сакал да знам, ама останавме на дупката и зајакот, ама ќе видиме. Да. Како и да е. И Шантел за штикли, мора да ги пофалиме, се наоѓаат тука во штиклите ги имаше во кадар пред некое време, ти не успеа да ги забележиш, можеби да го забележиш. Ама видов дека под нив има, како се вели тоа... Мојот дух е од долу. Имаше мачка, нешто шаркана мачка, од овие подивите. Да, или тигрица. Тоа е фамилија мачки, сите се тие мачки. Така е. Добро. Кога си мало мача, кога си тигрица? Мало маче бев се додека не сватив дека ова е шума каде што мораш да си... Да покажеш зъби. Да. И сега ржиш? Или гризеш? Како? Или парчасуваш, не знам. Мислам дека имам некој таков нека аура каде што мислам дека сум препотентна и арогантна и ја сакам таа маска. Инаку приватно сум навистина позитивна, сите ги сакам и сум многу, но мислам дека професионално и генерално не треба да дозволуваш како жена секој да има пристап до тебе, бидејќи си сваќаат погрешно и си прават филмови во глава. Каква привилегија и чест. Што седиш близко со мене. Да, на тоа мислам. Кому предеш во преградке, не мора да е машко, нека е женско, во фигуративна смисла? Што треба човек да направи за да бидеш малото маче? Па, треба да ми ја даде таа доверба. Треба да е многу храбар, треба да ме почитува, треба да узмене, да ми е поддршка, морална поддршка секако и тоа е тоа. Ништо, не сум нека многу захтевна. Има такви? Еве, не мора, може би. Па јас мислам дека, еве, и да немам јас таква некоја совршена љубов, некаде постои за некој. Може би јас ќе упознам, може сум ја упознала, не знам, ќе видим. Така, кога сме веќе кај љубовта има многу облици, меѓу другото имаме и љубов кон татковината, па имаме љубов кон родителите, па имаме љубов кон семејството, кон многу нешта. Една љубов е безвременска, се чини, она која мајката и чедото ја споделуваат и ја разменуваат. За тие што не знаат, а верувам дека нема такви, Кристина е меѓу останатото, да не речам а ова сето останато е меѓу останатото и одана и, како се вели тоа, посветена мајка на незиното синче Давид. Така ли? Така, да. Ете, тука
Тетоважата е таа. Секогаш е со мене, да. Кога ја направи, кога се роди? Па не, после некое време, ама ми беше одма план дека сакам да го истетовирам и така, оваа рака е за луѓето што најмногу ги сакам, а он зазема најголемо место, што е логично. Затоа и најголемо место заземе и следниот прилог, следната приказна што ќе ја видиме и претпоставувам дека ќе заземе и кај тебе уште поголемо место. Ајде да видиме за што станува збор, за што се работи. Покрај музиката и песните, она што можеше и визуелно да се доживее на последниот Макфест, покажа дека само малку од пеачките или водителките се родени да мамат машки воздишки. Највпечатливата меѓу изведувачите, која на себе ги привлече сите погледи кои буквално се лепеа за неа и незината става, секако беше македонската мисица, модел и пеачка Кристина Димитриевска. Долгоногата тетовка оддамна е дама, на чиј телесен раскош само еден фрлен поглед го крева тестостеронот до плафонот, но овој пат се чини Кристина Димитри, како што и уметничкото презиме, се надмина себе си. Костимот само ги потенцираше доволно бујните телесни атрибути, особено за дама која има родено, а сепак на неа се е така складно, погодено, извајано и речиси совршено. И пред и за време, а и по Макфест мисицата покажа дека има возбудливи телесни пропорции, употребливи за сите естрадни опции. Долгите нозе, обликуваните гради и извајаното гаати на кое кога ќе им се придодадат погледот кој маѓепсува, шармот и широката насмевка, јасно е дека Кристина Димитриевска е и за чекорење по модната писта, и за моделинг и рекламно-инфлуенсерска работа, но и доволно добра за на естрадно-музичката сцена, иако гласовниот потенцијал и не е баш така раскошен. Ова убавица дефинитивно во себе носи секс-апил за секоја прилика, но има срце само за едно момче. Имено, додека низиниот бивш сопруг од неодамна и јавно споделува емоции и нежности со новата љубов, Кристина заврши во прегратките на овој маж, мал, но за неа најголем на свет. За него ниту мисица, ниту манекенка, модел, пеачка, за незиното синче, таа е само мајка, предадена и посветена, која покрај сите професионални обврски се труди да одговори и да му удоволи се што треба, може, знае и умее. Затоа и малечкиот Давид е еден голем маж во незиниот живот со кој заедно уживаат во секоја укажана прилика и слободен момент кога ќе можат да бидат заедно, образ до образ за мајчинска екстаза и топење од љубов. Не знам ти, ама јас се стопив. Да, ова е навистина, еве, секогаш кога ќе прочитам нешто вакво, баш онака ме разнежнува и ми е посебно драго, не го експонирам толку, но ете, доволно е, некогаш сакам да доловам. Навистина има многу интересни моменти, он е многу талентиран за глума. Како те доживува? Претпоставам, сега гледа фотографии, нели, децата се родени со мобилен у джеп, денеска упелени им стои мобилниот. Како те доживува кога те види на фотографии, на Инстаграм, на клипче, сега на Макфест, на телевизија, така, како што ние те доживуваме, ама веројатно сосема поинаку. Има ли коментари, што вели? Па еве, например, кај мене се може, он што ќе посака, он кажува, он добива од мене, навистина, јас сакам да го размазам, бидејќи он ми е центарот на светот и да му возможам се, но... Не е тоа добро, само ти кажам. Да, знам, но имам со него навистина нака пријателски однос и така го градам како и моите со мене, за да може се да ми кажува. И добро и лошо што ќе му се случува во животот, сакам со мене да не сум некоја строга, се знае некојаш кога ќе му кажам нешто дека не е окей, не е окей. Но телефон му дав дури на 5 години, претходно не му давав. Ако гледаме кога, нели, за да мора да јаде цртан на телевизија, како сите деца, но не му давав бидејќи тоа е како ѓаволот да му дадеш во раце, толку е после. И ете, за тие некои работи сум построга која во прашање неговото здравје. Значи тука мора да се води грижа. А инаку прв пат беше на мој настап баш во Лешок, на концерт. Значи севте му направивте. Браво. И тогаш мајка ми баш го донесе долу покрај бина и он ме гледаше и он бака беше значи тажен зашто сите ме фаќаа, ме гушкаат, он е љубоморен, он не е учен да ме дели. Не ги видел од Саша сликите. Да, затоа не ќе се слика после со него. Браво, Давид, браво. Добро.
И еве но секогаш кога сум дали ако емисијата во живо или он секогаш гледа и ете мама и ме гледа. Исто секога бев на Макфест и во емисија утринска да ја го поздравувам и прати и гледа. Карди мојата песна ја знае на памет. Рече талентиран за глума. Да. И за музика е талентиран. И за музика, добро. Да. Предпоставувам нема на кого нели. Кажи ми, ако посака утре да биде јавна личност како ти, како татко му, ќе му браниш или не? Со сето искуство што ќе го собереш за себе, веќе го имаш, ама веројатно до тогаш. Па јас сум лично што моите не ми кажале ти мораш да си тоа, ти мораш да си ова. Не, сакам економско средно, сакам факултет, сакам фитнес инструктор, сакам модел, ништо. Значи, само секогаш ми викале со памет од глава, така да истото би го пренела и на него. И задникот покрај зид. Да, тоа е српска поговорка. Ама со тие срби. И на пример, еве онда сака јас само ќе му ги кажам од нормално, од прва рака, кои се лошите страни, кои се добрите. Што е убаво? Па на тебе да одлучиш, но ќе сум му поддршка во се, нормално. Значи, и заштита. Нема бранење, така? Нема. Добро. За крај, полека завршуваме, не истече времето, не истече мандатот што велат овие политичарите. Не, јас би рекла нашето време е допрва почнува. Допрва доаѓа, така е, твоето да, моето. Кај да е? Добре, ти си веќе изградена личност, така да... Ма личност си, ти далеко од тоа дека не си изградена. Можеби естрадна се уште не до толку етаблирана, ама еве, се надоврза некако на последното прашање. Кариерата ти напредува рапидно, реков ја со XXL чекори, не? Да. Кажи ми, годините минуваат, ќе помине и убавината, ќе помине и популарноста. Како се гледаш себе си за не знам, на 10-20 години? За 10-20 години, па се гледам како успешна деловна жена. Так. Што би работела ако не е ова, или кој ќе помине времето за ова? Па, јас сум многу амбициозна, така да имам во план некои други работи понатака во животот, но сега е ова додека не го постигнам тоа што јас го сакам. Не се врзани за шоу бизнис, предпоставам. Не се врзани, да, но ќе дое време каде што нормално ќе работам и некои други работи. Так. Ете, како што кажав, како деловна жена и како партнер покрај мене мојот син, со кој што заедно ќе работиме. Многу ми е драго дека е така. Да. Ти благодарам што беше гостинка во Ништо лично. Ти благодарам што ме покани. Ја како да завршам емисијата, освен како овој српскиот пејач образ, до образ со мојата денешна гостинка. Драги мои, гледајте не, се гледаме следната недела со нови гости, а до тогаш уживајте во Ништо лично, зашто нигде нема да најдете ништо слично. Ни вакво, а бога ми ни вакво.